Поштовани гледачи, добар ден и се надевам дека и денес ќе имаме убаво дружење во уште едно ново издание на емисијата во ритмот со пулсот на градот. Уште повеќе што имаме една интересна тема за разговор и имаме едни многу убави информации да ви доставиме до вас. И се надевам дека ќе биде од ваша корист и ако секој нели оној кој што ќе ги слушне овие информации што денес ќе ги доставиме до вас, ако е заинтересиран, секако ќе може да ни се обрати нам, за да можеме да го поврземе со оној мој денешен соговорник кој што е веќе во студиото. Вака некако би кажала и би ја најавила ова тема за која што денес ќе говориме, значи станува збор за музиката. Ако станува збор за музиката, би сакала нешто да прочитам кое што би требало секој родител да го знае за тоа колку треба нели на децата да им обезбеди да научат нешто повеќе за музиката, дали е тоа некој инструмент или пак нешто, нели некои основи на музика и така натаму. Вели вака, музиката им помага на децата да се развиваат, да го разберат светот кој ги обкружува, но и да ги искажат своите лични искуства. Научниците откриле дека структурите кои ја сочинуваат музиката се идентични на оние врз основа на кои функционира човечкиот мозок. Натамошните студии пак покажале дека човекот се раѓа со вродена музикалност и дека музиката влијае на нашето мислење и однесување. Најголемата моќ музиката ја покажува во своето влијание врз процесот на учењето, развојот на мозокот и организацијските особини, како и на целокупниот нервен систем. Во исто време, со музиката се изразува нашата емоционална природа. Во секој случај, таа има есенцијално значење за човечкиот живот, бидејќи има моќ на другите да им ја представи нашата вистинска природа. Ете, затоа е добро да се изучува музика. Нешто повеќе за тоа што се изучува во музичкото училиште ЕНСО и Академијата ЕНСО ќе ни каже мојот денешен соговорник Бранко Велјановски, кој што е музичар, композитор, гитарист, дел од ова музичко училиште, дел од електронското музичко трио БДМ, така, Бранко? Така, добро. Да. Основачен ова музичко училиште и така натаму. Долго време веќе работи со дечиња и ги учи да свират гитара. Добре дојде. Добре дојде. Така. На почеток би сакала да ни кажете колку време постои ова музичко училиште? ЕНСО како школа официјално постои од 2013 година. Добра. Да, почнавме како преку невладена организација, која што е наречена Ти се музика. Меѓутоа, подгранка на незе беше ЕНСО, школото, каде што беше исклучиво само за гитара, за класична джез, рок и така натаму. Тоа беше во 2013, веќе во 2018 септември почнавме со нашите простори, кои што беа применети и дизајнирани за нашата потреба. Така. И од тогаш веќе почнавме малку да го шириме спектрот на бои внатре во школото и можностите кои што се нудат. Така. Кажете ми, само гитара се изучува во музичкото училиште, говорам за малите деца? Така, не, вака, значи во ЕНСО, музичко-едукативниот центар. Добро. Така е попознато. Тоа е, да речеме, како за курс. Не е само за мали деца, него тоа да речеме не е толку... За секој кој што сака да научи. Да, да речеме порелаксирано школа, значи баш како за курсеви, значи таму дефинитивно гитарата е број 1, затоа што јас бев сам на почеток, тоа знам, тоа работев. Полека со текот на годините се оформува нови смерови, нови правци. Се уште моментално број 1 гитарата, значи имаме смерови, ги усмеруваме нашите, сега зборам за најмладите, затоа што за повозрастните студенти сепак се работи за еден вид на релаксација, медитација, исполнување на некои други желби, нели, од времето што им биле. Така да поише ќе се задржам сега за најмладите, зашто они се најбитни, они се иднината. Значи, генерално 90% се уште е гитара и по тоа сме најпрепознатливи. Нашите гитаристи се најдобрите гитаристи во Македонија, тоа е докажано. Значи, ние сме единствено приватна школа кој што има преку 20 ученици кои што до сега има завршено или се во средно музичко или се моментално студенти на Универзитетот за джез академија и популарни жанрови во Штип, Гоце Делчев и во Скопје, Кирил Методи, во, нели? Отприлика околу 20 бројката до сега, кои што се активни или имаат завршено.
И плюс имаме еден ученик моментално активен во Ниш на класична гитара. Имаме ученик на постдипломски во Унгарија и имаме студент, мојот прв ученик и еден од моите, може да кажеме, најдобар од сите, кој што моментално веќе професор во ЕНСО, Оливер, он е моментално на докторски студии во Унгарија, така да може да кажам дека гитарата е број 1 затоа што сме фокусирани на незе, имам највеќе знаење за незе и имаме најголем успех до сега. Ново е тоа што еве од оваа година официјално е отворен и нов смер за тапани. Много поздравам мојот пријател, другар, професор Георги Божиков. Поздрав и од мене до Ѓорѓи. Да, така е прекрасен човек пред се. Да, прекрасен уметник. Он е задолжен за смерот по тапани, бубњеви, каде што исто така од после нова година се формуваат и бендови, ќе има еден бенд за метал, блуз и рок, каде што не е тоа само групна настава, него тоа е нешто што не се плаќа, него тоа се нашите студенти кои што ние ги групираме и кои што им пробуваме да оформиме правец и да им го отвориме патот, затоа што во Македонија тоа се уште табу тема, значи никој не го прави. Има само групни часови и толку. И тоа е тоа. На групни часови ти можеш да научиш како да свириш некој акорд или ритам, а ова се формирање на бендови кои што ќе свират веќе песни кои што се светски познати од стилот на џез, рок, блуз, метал, сите ќе дадат различен правец и стил, со тоа што ќе се оди на авторска музика. Значи ние имаме студио и продукција, затоа малку подоцна со ЕНСО Академи кој ги збориме, каде што ги оформуваме комплет нашите ученици и студенти во комплетни музичари, без разлика дали ќе бидат така наречени аматери, без диплома, или ќе бидат професионалци, затоа што за жал нели у системот кој живееме дипломата така што кажува ти дали си професионалец или не, меѓутоа ќе мене во школата тоа не важи. Така да тоа е моментално најактуелно во школото. Се отвара нов смер за пијано. Има интерес. Интересно е и најинтересно од све што можам да кажем дека се отвараат нови смерови, се отворија веќе смер за музичка продукција кој што исто тоа е за мали деца, значи таму не може да дојде некој повозрасен. Затоа што пробуваме да го искористиме влијанието на технологија врз децата, зашто цело време се на компјутер, барем да има некаква полза од тоа седење на компјутер, да го енергетски да ја смениме таа вредност која што може да излезе од таа машина и од тоа гледање во екранот и да направиме нешто креативно, досата да видат дека може да создадат нивна музика, што е прв пат во Македонија, затоа што до сега ако сакаше некој да учи музичка продукција, требаше да иде на не знам какви курсеви, да учи некакви софтвери и преку тоа да научи музичка продукција, тоа нема врска со музичка продукција, него тоа е учење на програм. Така. Тоа нема врска со продукција, ке нас е комплет, значи музичка продукција исто како на факултет да се, само сменета и направена за помала возрастна група, значи на деца. Претпоставувам дека тука е некаде од најмалиот ученик, мислам дека ми беше од 6,5 години, највозрастниот 12,5 години. Говориме за музичката продукција. Да, и тоа го води мојот брат Дуле Душко Вилјановски, кој е исто дел од BDM. И исто многу битно да напоменам, он има завршено многу јака академија која што не знам во Македонија некој друг моментално да има, тоа е ЕСЕ институт, што е сериозна академија за музичка продукција и тонски инженер. И третиот смер кој што би го посочил, кој што е доста актуелен, веќе има голем интерес, е DJ смерот. Каде што таму поише работиме, да речеме, со група на тинеџери, студенти. И идејата е да им го отвориме патот на диџеите, односно да ги научиме од мали нозе како е правилен пристап на размислување, на слушање музика, на миксање и нормално да ги промовираме, да ги носиме на фестивали со нас и така натаму. И да им отворите понатаму пати за морат за работа. Во нашата школа ние сме по тоа познати, мислам, тоа е мојата природно функционирање, значи не може ти да доаѓаш и да правиш нешто како да го направиш. Мора да има крајна цел. Не само колку да доеш да платиш и да заврши месецот или годината. Значи мора да имаме крајна цел која што ќе не стимулира да работиме. Значи вложувате до крајниот производ. Па јас можам со сигурност да кажам дека ние сме единствените кои што нудиме од 0 до 100. Значи ти можеш да доеш кај нас како огромен потенцијал
без разлика на годините, и во зависност од тоа колку ќе инвестираш и ќе вложиш во време, не во пари, него во време и во капацитет, во работа, значи во желба, ние дупло враќаме за тоа. Значи, и до сега имаме многу направено позадина. Аз мислам се што зборам може да се провери на YouTube го имам. Говориме исто така, многу е важно да потенцираме дека наставата е индивидуална. Да. Значи работите со едно дете, така, исклучиво. Единствено ги спојувате кога нели треба веќе да направат како што бенд. кажавте, еден бенд, па да музицираат. Да, или да направат бенд, или втората опција тоа е за да речеме така малце тие повозрастни, да речеме за тинеџерите, кои што веќе посетуваат барем 2 до 3 години настава и школа, кои што се напредни, зашто мора да одобрам, да дам зелено светло. Ние имаме преку 60 гитаристи, не може сите 60 да свират во 3-4 бенд. Значи тоа се одбрани деца, ученици кои што ја негуваат таа музика во себе, сме пробале да ја откриеме, сме ги усмериле, проучиле ноти, класика, па почнале електрична гитара, па се запознале со блуз, со рок, па завршиле на метал музика, па слушаат, па се свират бољи метал од мене, разбираш. Да, и си имаат посебни професори кои што се предодредени за тој правец да ги водат. А има и друга опција, тоа е за овие помалечките кои што се после известен период на дружење, затоа што ќе нас во школото, да, секој си има свој професор, своја училна, значи се работи 60 минути индивидуален час. Ние програмата ја прилагодуваме на студентот. Не го прилагодуваме студентот на програмата. Знаеш, колку да доеш, па ти бациме само ние во група. За секого една иста програма не важи? Не. Јас сум тој кој што е задолжен и тоа е мојот метод, зашто јас сум тоа. Секој ученик секој ученик е дел од програмата на ЕНСО, таа е огромна. Меѓутоа, јас сум тој кој што одредува програмата за секој ученик. Јас сум менторот. Да, а другите професори си имаат обврски работа да си ја исполнат задачата за време на часот или целите да ги постигнат. Меѓутоа, секој час е прилагоден за студентот како што треба за да се исполнат неговите потреби и желби. И сега додека се случува тоа, ќе поминат 2-3 месеци година, деца веќе се запознаваат еден со друг и енергетски ти ги осеќаш кој има добро влијание. И тоа е многу важно за едно музицирање. Да, затоа што јас тоа го нарекувам, тоа е моето мото, знаеш, кога правиме моавет за посебно за младата генерација, за деца што се во основно, ние сме партнери на родителите во воспитувањето на нивните деца. Пред све најбитно е детето и неговата енергија, со кој како ќе го клопиш. Имало моменти кај што сме плачеле цел час ученикот, сакаш да плачеш, кај плачам се што правиме моавет, кај правиме моавет, мора да свириме, али многу е битно да си искрен, да си достоен на тоа што си во моментот. За да се ослободи, зашто живееме во малце брзо и лошо време за младиве. И јас пробувам да помогнам колку што ми дава мојата природа и искуство. Затоа и го прочитав на почеток за музиката, колку е многу важна на едно дете да како да кажам, секој родител да му овозможи, ако се разбира, ако има желба, дефинитивно. Да, за да се занимава со музика, па понатаму, нели, кога ќе порасне самиот, ќе си покаже дали понатаму ќе продолжи со тоа да се занимава или па ќе појде на некои студии за некоја друга професија и меѓутоа оној период детството кога започнува нели школскиот период, тука паралелно би требало секое дете да учи нешто за музиката. Дали се согласуваш сега со мене да побарам од режија да ни пуштат одвоивме ние некои видеа, да ги слушнеме и ние. Ова е тоа без тон видеото што го направивме. Да, ова е дел од Еве го Ѓорѓи на момент. Ѓорѓи тука, ова е сега брзо, значи ова се све нови дуле дел од студиото. Од старото студио моментално се прави ново студио, нов простор, цел спрат се прави нов, прилагоден за сето ова сега што го зборам, зашто секоја година ние идеме напред, пробуваме не да се надменеме самите себе, него да се прилагодиме на потребата на студентите и буквално им даваме све, значи све што имаме, тоа што сме ние дома со нашите фамилии, тоа сме ние и на работа, нашите клиенти не се клиенти, но ние сме на голема фамилија. Тоа го знаат сите жители. Мислам дека тоа исто е многу важно. Па да, тоа е дел од нашиот менталитет на работа. Тоа сум јас уште од почеток со моите ученици. Како може да видите овде, дури мене ме нема. Значи не е битно моето присуство, како што е битно моето влијание, затоа што се тоа што се случува на многу природен и спонтан начин. Так. Јас никогаш
никогаш не сакав кога бев, ете, нели, во тие луди години тинеџерски, како голем талент и најдобар гитарист во тоа што го правев, во тоа што бев студент на класична гитара. Кој ќе ме прашаше професорката дали се замислуваш како професор, мојот одговор беше никако. Да? Знаеш, да, никако, зашто јас сакав да имам бенд, да свириме на големи фестивали. Добро, вие воедно и имате бенд, ке кажеме и за Да, тоа. да, и тоа дојде само по себе, значи сакав да бидам присутен во целост од секогаш за мојот студент кој бил на час. Значи најбитно е била енергијата и моментумот, самиот момент на часот. И самото тоа влијание мое на учениците и на родителите стана подвижна реклама. И од најнаш моето хоби ми стана работа, затоа што почнаа многу ученици да ми доаѓаат дома. Јас така почнав како приватни часови. Дома си држав. Значи јас можам да кажам, мислам малце нескромно, ама таа реалност, мислам моите колеги од Штип го знаат тоа кога бев на факултет, имав поише ученици него целата академија заедно во 4 години. Да, значи тоа зборува за мојата одговорност, да. И одговорноста и тогаш ја сватив мојата одговорност и тогаш го отворивме и првото ЕНСО преку тоа здружение на граѓани. Кај што пробувавме да правиме секоја година хуманитарни концерти посветени за децата со посебни потреби, работевме, волонтиравме во иднина во школото Чаир, значи правевме различни работи. И сега веќе сме стигнати каде што последното тоа што остана од нас, односно нашата друга страна од професијата е, нели, нашата музика како автори што правиме со нашите бендови, со Дули и со Мартин и со нашата продукција, како да интегрираме, да уклучиме во ЕНСО. И сега моментално се работи на ЕНСО Академија. Се прави нов спрат со ново студио, прилагоден на новите потреби. И сега што подразбира ЕНСО Академија? Вака сега. Што се ќе се нуди таму на оние кои што ќе бидат заинтересирани? Да, ЕНСО Академија, значи интересно за тоа можам да кажам дека прво е нешто што е прво во свет. Значи јас правев истражување затоа што ми требаше памет. Тие програми за да ги направиш треба да видиш барем некаков пример, знаеш, многу е тешко ако идеш само од себе. И не можев да најдем никаде, затоа што секаде во светот може да најдеме само снимени лекции или школи кои што се продаваат порано на CD, или сега се на линкови. Од диџеи, продуценти, композитори на музика и таму може да видиме дека тоа е, например, еден час или една лекција снимена и направена и се продава во стотици илјадници примероци. Ти аплицираш, го купуваш видеото или материјалот и тоа е тоа. Не можеш да најдеш школа, академија која што ти нуди комплет пристап, професионален, прво од едукативна смисла, а после во реализација. Јас би го споредил нешто за нашава публика да стане малце појасно, зашто мислам дека сите го знаат. Мислам дека се викаше Брейнстер. Брейнстер Академија, каде што таму има баш за коронава кога беше ситуацијата, имаше нели многу голем интерес за пример веб девелопмент, веб дизајн, графички дизајн, такви работи. Се интересното таму што на пример имаш 10 ученици со 10 групи и сите го учат истото. И на крај утре аплицираат за работа и тоа стана доста популарно. Значи ја би го споредил со тоа и затоа се вика академија, затоа што тоа после ти нуди тебе можност за работа. И после добиваш акредитација и стануваш академија. Во нашата професија, кај поточно за продуцентите и за диџеите, тебе никој не може да те вработи. Како продуцент или како диџеј. Не постои можност како да бидеш вработен, освен само ако не си отвориш сам. Е сега нашата академија, нашата можност што нудиме ние на учениците, тоа е што ние како продукција, која што се вика Парагон, тоа што го видовте Дуле што беше во студиото, тоа се вика Парагон. Таа продукција нуди 3 продукта, 3 бренда. Првиот и најпознатиот е нашиот бенд BDM, кој што моментално е бројден во Македонија, Exit Струмица, Ти фестивал, Галицко, сите фестивали што се во регионот веќе сме ги свиреле, не знаат, имаме меѓународни соработки, светски соработки со, не знам, Португалија, Франција со артисти, значи
Си работиме работата на професионален начин, имаме Денс хит на Антена за 24-та година, наша песна прогласен. И имаме конекции, можности, искуства, кои што веќе јас сметав дека дојде време да ја затворам таа приказка, нели, внатре во себе прво, да го затворам кругот. Значи да го затворам кругот во Енсо со моето искуство и со моето знаење. И тоа беше како да го интегрирам BDM и Paragon продукцијата во школото. И одлучивме да направиме Енсо Academy. Тоа значи дека, пример, некој диџеј кој што веќе работи како диџеј, не мора да е почетник и се препорачува да не е почетник, кој што сега професионално да се занимава со диџеј, се запишува на тој курс кој што трае 4 месеци. Така. Односно ти плаќаш 4 месеци. Курсот може да трае и 6 месеци, нели, одмор, болест, не е битно. Се пролонгира, меѓутоа ти не плаќаш 6 месеци, ти плаќаш 4 месеци. Кога ќе завршиш со тие 4 месеци, ако си одобрен од професорот кој што е поставен, тоа е Дуле, јас или Мартин, добиваш договор од мене, каде што во следните 12 месеци имаш од 4 до 8 точки или ставки, каде што ние тебе ти нудиме CV. Односно, ако учиш за диџеј, ти ги нудиме најдобрите, да речеме, 8 настапи во следните 12 месеци од денот кој ќе завршиш. Дуле како диџеј настапува во најјаките, најелитните клубови што се не само Македонија, него на цел Балкан. Таму се плаќа многу пари. Така. И ако ученикот негов или ученикот на Мартин учи музика која што е слична на првиот продукт, тоа е BDM. Вториот продукт е Дулелут, каде што он е сам, и третиот продукт е Concept Sophon, третиот бенд. Ако учи било каков стил на музика да создава или да пушта или да прави стилски на овие три продукта, ние го земаме како наша предгрупа и го носиме на соодветните фестивали, настапи или кафичи, да, каде што реално се заработува многу пари. Односно што значи тоа, ние му ја даваме нашата тезга. Затоа што јас тебе ако тоа сам да видиш ти мојот предгрупа, тоа значи дека ти мора стилски да си многу близок на мене. Ако ја наплаќам X, нели? Многу, ти ќе наплатиш помалку X-ови. И автоматски газдата на истиот локал мене може да не ме побара веќе, може да те бара тебе, затоа што економски, финансиски многу поише бидеш исплатен. Така да е многу фер, значи целиот пристап во Енсо Академија е истиот пристап што го имаме ние во Енсо музичко едукативниот центар. Меѓутоа вие не се плашите дека нема да имате Не воопшто, затоа што ние сме креатори. Мислам создаваме. Јас лично моментално сметам дека сме број еден во Македонија па последниве 3 години, зборам за кантавтори, композитори кои што создаваат музика за себе и не ја продаваат. Процентуално од 9 до 12 дена ние создаваме композиција од нула до крај. Зборам со текст, пеење, музика, аранжман и следните 10 до 12 дена се чекаат да се заштити дали во Холандија, Франција, Англија, зашто не ја заштитуваме само во Македонија. Значи ние отприлика на 20 дена имаме нова песна компонирана. Тоа е наистина голема продукција на песни. Да, и тоа правам овој последниве 3 години поред. Ова е сега веќе 4-та година. Да. Така да создаваме доста, генерираме многу музика и нема потреба од страв кога ти цело време идеш напред. Мислам, нема потреба од страв. Сега, јас дури тоа го гледам како мотивација за нашите идни клиенти или овие сегашни што се, затоа што има добар пример да учат. Тоа е, например, за диџеј. Ако некој сака да биде продуцент, зашто Енсо Академија е најпозната сега за диџејингот и за продукцијата, зашто во тоа има највеќе пари. Ако некој сака да биде продуцент или да се занимава со музичка продукција, благодарение на Дуле, нашето студио, ние нудиме и други опции. Тоа е, имаш едитинг на саунд, тоа е, например, да кога работиш за правење на музика за игри или за филмови, ние моментално работиме на 2 игри кои што се веќе подпишани од Sony. И се тие игри кои ќе се таква музика, не само истата екипа ние, значи истите професори што се истата екипа. Што значи дека не е само празен мовет. Ти ако учиш едитинг на саунд, ние ти нудиме можност да бидеш како дел од нашата екипа, односно да бидеш асистент и утре кога ќе биде официјално издадена таа игра, тебе ќе ти има на ИМБД или како се вика оваа страна за филмови што е, ќе ти опишува по име и презиме. Значи ние ти нудиме CV, не ти нудиме вработување, ама ти нудиме CV. И за таа цена ти која што ја плаќаш за тие 4 месеци, значи учиш све што има од нас. си сам во групата, нема 10 луѓе со тебе, немаше 10 групи, него си еден ученик. Да, значи не се 100 ученици, него еден. Целиот фокус е на тебе, учиш на
најскапата и најпрофесионалната опрема, од компјутери до миксети до звучници, значи професионални студија. Имаш можност да се запознаеш со најголемите звезди на музичката естрада, Тамара, Сладкар, кој сакаш, кои што се нели контакт посебно со Дуле. Имаш можност да бидеш дел од работата во студио кога се работи музика за игри или за филм или за што да е. И ако сакаш да бидеш тонски инженер или sound editing нешто такво, поврзано со Дуле исто, можеш да работиш исто на пример, доволно е само на нашите песни да работиш како продуцент или како тон мајстор и добиваш CV, затоа што ние кога ќе извадиме официјално песната или кога ќе заштитиме, ќе го пишуваат во името. Што значи добиваш CV. Ние не ти даваме можност за вработување, не може да земеме акредитација за тоа. Не може јас да бидам официјално овластен од нашата држава дека правам студенти кои што после тоа се вработуваат, ама можам да понудам CV кое што прави многу пари, прави поише неговата на стандардна плата од еден настап во Македонија. Бранко, ова е навистина одлична можност за сите оние кои што да, и затоа се решивме да го направиме. Ова да го изучуваат и да го применуваат. Да, и има голем интерес, мислам, доста познати имења од нашата естрада веќе имаат интерес да доаѓаат на часови или некои доаѓаат, затоа што пред све ги даваме нашите настапи, нашите тезги. Така. Навистина, ништо никој не го прави како тоа. да кажам, многу од ваша страна тоа е несебично. Фактички, она што ќе им го возможувате во однос на настапите, кога веќе нели ќе треба да бидат ваша предгрупа, и нели ќе можат понатаму и да се добијат на некој начин и тезга. Дали може од режија сега да слушнеме тонски едно парче, кое што е токму од музичкото училиште и Академијата ЕНСО, пак да слушнат и видат нашите гледачи како овие млади луѓе таленти нели го практицираат тоа.
Ева може и нашите гледачи да слушнат и да видат колку оној труд вие кој што го вложувате и додека течеше видеото говоревме со колкава љубов и посветеност го работите дури. Да, па еве сега се видов на екранов сам како се смеам на шугат блажено. Значи мене ме прави најсреќен кога ги видам деца дека се среќни. Ова не е ништо. Мислам, овие деца сега што ги гледавте на телевизија што свираа, мислам они свират фантастично и свират многу поише од ова. Так. Али ние не пробуваме да го извадиме најдоброто тоа што го имаме за да го прикажеме на YouTube или да направиме реклама, него го правиме тоа што сакаат они да го снимат. Значи целиот метод е буквално happiness, така, насмевката и среќата нивна. Со тоа што мојот пристап е многу строг кога се работи за вежбањето дома и за принципот, затоа што таму сум одговорен спрема родителите. Така. Затоа што мојата филозофија кога ќе дојде некој, знаеш и вау бана или вау гитара, не што вика, моја даска, дрво и има парчиња железо на нејза. Значи наша работа е да го совладаме тоа и да научиме како може од тоа да видиме што имаме од тоа, кој е бенефитот. Так. Искрената идеја или поента моја цел е дека нема откажување и за тоа даваме огромни попусти, можности, инструменти, гитари. Ја не знам 15 гитари ќе ми се дадени моментално, ме разбираш, сам не водиме така. Ваши што ги имате од школата, лично им ги давате и на децата ако ми. нема, така. Да, ти кажам 15 инструменти моментално не ми се дома. Тоа е навистина се работи за голема љубов да им го пренесете сето тоа знаење. Начинот на кој што сме воспитани ние дома, зашто школото ми е дома, кај што сум израснат јас. Така? Само е во друга куќа, во истиот дворец. Значи Добро. јас сум таму израснат. Значи љубовта, начинот на воспитување кој што ми е мене пренесен на брат ми во нашето детство, во растењето, поддршката, затоа што ние сме од нормално македонско семејство, така што немаме музичари во фамилија. Тоа сакав да прашам. Не сме буткани, значи патот нас бил многу апсолутно трнлив. немате музичка позадина. Никако, значи има само жртва позади нас од нашите блиски. Таткото и мајката, значи имаат седено по 4-5 сати, значи карлево нижо музичко од еден до друг час. Има Познато ми е тоа. Да, знам, да, затоа ви го кажувам, да, има на пример брат ми заврши многу јаки скап факултет во Србија, кој што никој не знаеше што е, татко ми е механичар. Ама он рече чим тоа го сакате, тоа го правиме. Јас сакав да идам во Бугарија, сакав да идам во Америка, сакав ова, сакав ова. Све ми беше возможено, али ми беше кажано, сине, сам си. Така. Тоа ти е. Значи, јас сум тука, ние сме тука, ама Понатаму не очекуј, да, значи мора да се боиш. И таа љубов, таа заштита, зашто јас имам осетено што значи да имаш добар професор, имам осетено што значи да имаш лош професор, не мислам лош човек, како ментор зборам. Да, И апсолутно. мојата природа е таква, мојот начин на растење и воспитување е таков, каде што јас сум голем заштитник. Ама тоа не значи дека јас ќе направам нешто лошо за тоа дете. Јас сум заштитник за него, ама сум заштитник и за неговата иднина. И да се вратам на првичниот момент, значи идејата е дека нема откажување. Ние мора да го совладаме инструментот, прво како инструмент, како предмет. И затоа има технички вежби кои што ги предаваме, еве конкретно за гитара, кои што ги предавам јас и моите професори и асистенти, кои што не се изучуваат никаде во свет, а и не дека ги нема. Да речеме дека 30-40% се мои, наши, другите се општо познати, постојат. Меѓутоа никој не те учи да Никој не ги применува. Да, затоа што ако ти ги каже и ако ти ги примени на тебе, ти стануваш независен од него. Посебно ако си некоја машина и интелектуалец. И ние не се плашиме тоа никогаш, мене првиот час ми е тоа. Так. Првите часови се тоа. И интересно е што другиве се плашат од тоа, ние тоа го даваме од прва, а децава па бегаат од тоа, зашто нема музика. Има техника само, знаеш. Али идејата е дека нема откажување. Прво се техники кои што не ги сакаат, после тоа доаѓаат ноти, ама не сакам класика. Нема класика, ова е музичка едукација. Сакаш бидеш музички писмен или нема да бидеш? Бирај. Мора. Да, можеш ти да бидеш и металец и рокер што сакаш, али не мора значи дека да. Значи мора утре на слава на гости ќе седиш што не ќе правиш муабет, свириш гитара 10 години, не знаеш основни правила кои што постојат во светот на музика, знаеш. И идејата моја позадинска која е, значи ако ти успееш да се задржиш и да ги совладаш сите овие работи за да доеш до тоа што го сакаш, ти учиш посебно на млади години, учиш дека не постои нешто кое што не се совладливо за тебе. Дали било лекција по хемија, историја, географија, математика. Колку е важно. Тоа е најбитниот момент кај младите. А после тоа доаѓа пубертетот, па доаѓаат нели хормоните, па тука имаме други работи што треба да ги совладаме, али сето тоа го користиме преку инструментот, преку дружбата и стануваме едно. И затоа ние немаме
превише, да, кој ќе видиш вака ние имаме огромен број на ученици, ама ако идеш на нас за 10, 12, 15 години, ќе сватиш дека тоа е многу мало бројка, зашто јас имам ученици кои што се со мене поише од 10-12 години. Од првата година, од 2013 кога е отворено ЕНСО официјално. И тие се уште кај вас? Некои од нив се асистенти, некои од нив се вработени професори, некои од нив ми се само фамилиарни пријатели, буквално фамилиарни, мислам, и родителите и децата, не сите, али сите кои што сакаат, ние го возможуваме тоа на сите тој пристап. И мислам, таа е целата филозофија, значи да го даеме најдоброто што можеме, исто како за наше дете. Така. И сега да ве прашам во однос на академијата, што се, не знам дали споменавме, што се ќе имаат можност да учат оние кои што ќе сакаат да се вклучат? Да, Енсо Академи ќе гитара, рековте продукција и диџејство, така? Да, гитарата таму не е толку потенцирана затоа што веќе самото Енсо, едукативниот центар е академија за гитара. Ние веќе имаме, викам, преку 20 ученици кои што ги имаме создадено. Значи повеќе се фокусирате на продукција и на диџејството. Апсолутно, да, затоа што тука треба многу повеќе помош на младина, посебно околу нас. Ние веќе имаме побарувачка на балканско ниво. Тоа ми беше поентата пред како зборев, затоа што не постои во свет, а не па на Балкан, веќе има интерес од Косово, од Албанија, посебно ке нифони имаат многу пари. За продукција? Грција, да, за продукција, за диџејинг сака да доаѓаат и учат. Зашто? Затоа што им даваш комплетен продукт. Значи им даваш прво школа која што трае 4 месеци. Така. Ти го саш може да завршиш за 1 месец, зашто таму имаш ти 2 пати неделата предање. Вие што доаѓаат од странство, иде малце поинтензивно, за 1 месец све завршуваат, посебно зашто се професионалци. Некои знаат поише, некои помоци, али ги разбираат работиве. Се работи на многу скапа опрема, на професионални програми кои што они би требало да ги имаат и дома. Зборам се за продуцентиве. Овие што се диџеји работат на најпрофесионалниот сетап кој што е на фестиваливе. Значи истиот миксер, истата поставено, све е тука поставено. Имаме студио на располагање, работат и во студио. И им треба за да им се отвори патот и на нив што побрзо, затоа што со 1 до 2 тезги они ги враќаат сите пари кои што се инвестирани во кои што ги вложиле. Да. И ние сме единствените кои што може да понудиме, тоа викаме од 0 до 100. Значи вие сте единствените на кои што им нудите да го научат тоа и во исто време потоа да се ги вратат парите. Да, да се ги вратат парите и да бидат и заштитени од нас, од нашата продукција. Ако сега дури имаат можност да подпишат договор каде што ние нема да ги крадеме нив, него да бидеме како нивни застапници, да имаат можност преку нас да соработуваат или да настапуваат на различни фестивали, кафичи или да соработуваат со најпознатите артисти во Македонија или надвор од Македонија. Може да носат нивни артисти од Бугарија или од Косово кај што доаѓаат, од Албанија, се и од Грција има некои што се имаат јавено, каде што може да доаѓаат и да работат со нивните артисти, значи под нивна диригентска палтка, што се вика, али со наша помош и асистенција во студиото, затоа ние не земаме пари. Значи само им помагаме, буквално како правиме како еден тим. Вие сте сега цело време ве слушам навистина со внимание и се она што го кажувате, можам да кажам буквално сте како, ајде да не кажам, споредба со една музичка академија. Кај нас себе што имаме и во Штип. Да. Значи буквално толку се вложувате во однос на едукацијата. Да, па јас сум дете од академија од Скопје, да речем, само што не завршив тука факултет, зашто сакав да идам на џез. И сакав да идам најблиску беше требаше да идам за Америка или за Бугарија, решив да идам за Бугарија ради Дамјан Пичиновски, затоа што ми е многу добар другар. Да. Немаме збор за него, нема коментар. Брат, да, поздрав голем до Дамјан. Значи он е страшен гитарист и ради него сакав да отидам и во Бугарија на популарни жанрови, јас мислев дека ќе учам рок. Да, ама таму се учи џез? Да, секаде се учи џез, да. Да, на сите популарни. И ги поменав сите овие, на крај завршив во Штип, сосема случајно ради Илија Пеовски, Владимир Николов, Тони Китановски, така натаму, многу јаки професори имаше тогаш. Во Скопје немаше отворено, се отвори после, јас кога завршив, Дамјан беше првиот професор. Имаше отворено, па беше укинато, па сега повторно. Да, Дамјан баш беше тогаш првиот професор таму по гитара. И значи ги имам видено од прилика како функционираат и значи добри академии се, имаат јаки професори, имаат јаки идеи, меѓутоа ќе нас интересно тоа што само ние за разлика од сите нив ние сме фамилија. Ама па ние не сме, немаш да споредиш, тоа се институции, ме разбираш. Али идејата е дека градиме нешто на наш стил. Точно, тоа ми беше поинта, дека навистина она што го правите е буквално на ниво на една академија. Сакам само, немам уште многу време, сакам само да ве прашам за она што е вашиот музички бенд. Кажавте дека на секои 10 дена правите по една композиција, но претежно на англиски ви се
Да, сите. Сите се на англиски, впрочем. Освен една што имаме ремикс, подрумоден. Тоа Дуле направи, па ја направи концепт софон, па ја направи BDM. Кажете ми, тука што има ново, Има многу. групата? Да, има многу, за тоа може да збориме цела вечност. Значи, моментално вториот албум е готов. Сега го промовиравме на Екзи Струмица, затваравме ние после Бајага бевме, мислам, не знам како беше. Таму го промовиравме вториот албум. Моментално се работи на трет албум. Се надевам дека ќе го промовираме следната година. Уште сега ќе кажам дека најверојатно треба да биде Екзи Струмица во Скопје донесено. Ние бевме првите кои што не беше кажано и ние треба да бидеме и или таму хедлайнери. Значи се претпоставува дека таму ќе биде промовиран третиот албум на BDM. Се работи моментално на договори за настапи сега за нова година. Букинзи, тоа го работи. Каде обично имате настапи? Па вака, ние не сакаме да со тој бенд не сакаме да настапуваме на мали места, односно по дискотеки или кафичи. Меѓутоа до сега имаме настапено 2 пати или 3 пати, мислам, во Македонија, на места кои што не се доста блиски пред све луѓето кои што идат таму, публиката, и веруваме дека таа енергија може да има некоја кохезија меѓу нас, затоа што тоа не е приоритет, не се парите или енергијата, размената на енергија. Со концепт, со фон, со вториот бенд, можам да кажам дека сега искача второто EP, односно на некој начин целиот прв албум. Дуле Лут, како независен артист, исто вади нон-стоп нова музика. Цело време, да. Моментално работиме, значи, на промоција на вториот албум за BDM, првиот албум на Концепт Софон. Дуле има нова песна сега, само што извади. Работиме на промоција на првата песна, третиот албум за BDM, има многу работа. Не знаете што попрво да испромовирате. Би сакала само уште накратко. Знам дека секој јуни организирате како некои концерти на дечињата и за нова година имате исто така новогодишни концерти. Ќе има ли оваа година нешто така? Оваа година не знаеме се точно што ќе правиме за новогодишниот концерт, зашто имаме повеќе опции. Сакаме да ги промовираме, односно не да ги промовираме, да им дадеме можност на самите ученици да се промовираат. Овие што се речем рокериве, металциве, бендовиве, а од друга страна ги имаме и класичариви, маличкиве дечиња. И сакаме да направиме нека комбинација така да најверојатно ќе бидат растурени настапи. Сакаме диџеите кои што се во ЕНСО музичко-едукативниот центар, кои што се средношколци, сакаме на нив да им направиме журка за родителите, за студентите. Интересна идеја. Кои што најверојатно нема да биде поврзано, а за на крај на година не можам да претпоставам што све ќе биде, што имаме големи идеи. Например, лани направивме соработка со BDM и со ЕНСО музичко-едукативниот центар. И прв пат им дадовме можност на нашите ученици да запознаат другата страна на професориве. Не дека не знаат, него да видат како се однесуваме во студио. Да видат заедно со вас. Да, и што направивме? Ги земавме песните на BDM, земавме 3 песни, ги збришавме гитарите на Бане, ставивме нови гитари, или ако имаше гитари на Бане, ги свири учениците на Бане. Така, па направивте некоја комбинација. Да, јас бев диригент, не свирев, да. Али секогаш пробуваме да направиме нешто поразлично и поинтересно. Бранко, мене многу ми беше драго и чест ми беше што денеска бевте дел од емисијата во ритмот со пулсот на градот, што повеќе што навистина и јас прв пат слушнав дека постои нешто вакво кај нас, една ваква академија, едно вакво училиште музичко, кој што навистина несебично се дава за сите оние кои што сакаат да изучуваат музиката, без оглед дали станува збор за гитара, дали станува збор понатаму и за продукцијата, и за диџејството, и за се она што да, има и бас гитара, и пеење, и клавир, значи све. Така. Јас ви благодарам за тука сме да следиме ние, па да видиме како ќе почне са, бидејќи на почеток е академијата, па да видиме како ќе се развива, па што ќе има нешто нови моменти. Можеби ќе ве посетиме кај вас. Да, баш би сакал. Баш би сакал, ви благодарам баш за посветеноста и за вниманието, затоа што ретко кој може да одвои волку време и ова е малце за да се информира публиката. Јас мислам дека нема да можеме да го пополниме времето со разговор, меѓутоа како почнуваме да разговараме, се повеќе прашања ми се отворат, меѓутоа ајде зошто да не кажеме нека биде на долгорочна соработка, да. Ние ве покануваме кај нас во нашите простори кога сакате. Ви благодарам многу. Би сакала да завршиме со уште едно музичко парче кое што го издвоивме и тука ќе ги поздравиме и гледачите. Се надевам дека ќе уживаат. Уживајте во она што следува во продолжение, а ние ќе се видиме повторно за 7 дена во исто време.